Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје. Во него зборуваме за болката во рамо, модерен проблем на денешницата. Кои се причините, кои се најчестите патологии, како се препознаваат, кога е време да се посети специјалист, физијатар или ортопед, каков е третманот, што можеме сами да направиме за да ја смириме болката. На оваа тема утрово разговараме со доктор Лејла Манчев, специјалист физијатар од приватната здравствена установа Матар Медика. Добро утро, доктор Лејла, добре ни дојдовте. Добро утро, Билена. Благодарам за поканата. Колку е чест проблемот со болката во рамото и зошто велиме дека е модерен проблем на денешницата? Создаде ли нов вид на пациенти кои што се жалат на одредена проблематика заради овој начин на живот? Баш така, модерен проблем, можеме да кажеме еден од многуте, поврзан со зошто модерен, затоа што е поврзан со се ова модерно време што носи оваа нова технологија, а тоа е долготрајно седење во неправилна положба, држење на мобилниот телефон, недоволна физичка активност и сето тоа направи да рамото како зглоб заедно со вратот е еден проблем кој што е навистина многу често присутен во нашите амбуланти. И што се случува при сите овие набројани состојби постои една голема напнатост во мускулатурата, во структурите на рамото заедно со вратот и често пати луѓето доаѓаат со болка во рамото и со проблемите околу сите овие структури што ги предизвикуваат. И затоа викаме дека е еден навистина чест проблем, модерен и ги фаќа од најмладите па до највозрастните. Значи речиси на секоја возраст, така? Некој би се пожалил на некаква проблематика или потешкотија или тиштење во рамото. Кај некого може би побрзо поминува, ама кај некого може да биде и да прерасне во сериозен проблем, ако навреме нешто не направиме или не побараме помош. И тоа е можеби едно од клучните моменти да го нагласиме за нашите гледачи дека не треба да се игнорира, не треба да се запостави секоја болка. Болката во рамото е прв знак за нешто дека се случува и ќе почекаме можеби една недела, меѓутоа сепак ако болката трае и продолжува со со одредена влошување на симптоматологијата во смисел на лимитирани движења, ограничени, проблеми во секојдневните активности, особено активности што се поврзани со да речеме постилање алишта или некој над главата, проблеми во сонот. Основно при спиење кога лежиме на таа рамото кај што ја чувствуваме болката. Така и често пати еден од попрвите симптоми е ноќното неспиење заради болката. Тоа се однесува затоа што положбата на рамото и структурата како што е поставено рамото обично дава тогаш болка, дава некаков знак дека нешто се случува и тогаш ни е првиот знак што кога ќе дојдат пациентите, кога ќе прашаме околу квалитетот на сонот, не сум спиен воопшто цела ноќ. Така да една од симптомите е болка во рамо која е ноќе заради самата положба. Пошто зглобот на рамото е еден плиток и за разлика да речеме од еден на колкот, да речеме кој што е длабок зглоб и така. Зглобот на рамото е плиток и често пати во нашите секојдневни активности е склони за повреди, за лесни манипулации во смисол на мобилен зглоб кој што дава најмногу користен и најоптеретен, па и е склон кон повреди. Повеќе искористен и тој дава почесто болки. И навистина имаме многу пациенти секојдневно во амбулантите со болка во рамо. Да, но доколку навреме реагираме, веројатно тој проблем многу побрзо ќе успееме и да го решиме и да не се соочуваме со такви ограничувања во текот на секојдневието. Да не се чека да се пролонгира таа болка затоа што поминува во нешто многу посериозно кое што треба да се решава уште потешко. Она што ни е многу битно е да се нагласи што е од тоа што најчесто страда, кои се причините најчести за болка во рамото. Би рекла дека тоа се може ли да зборуваме за нив веднаш по првиот блок реклами? Така, да, ќе погледнеме реклами, следете не до самиот крај, повелете, јавите се и поставете прашање.
Со доктор Лејла Манчев, специјалист физијатар од приватната здравствена установа Матер Медика, зборуваме за болката во рамото. И доктор Лејла, ако порано најчесто ја поврзувавме со спортски активности, спортисти или пак луѓе кои што имаат тешка физичка работа, денес веќе е сосема поинаква ситуацијата. Бројни се причините зошто може да се јави болка во рамото. Кои се најчестите? Така. Една од најчестите причини, можам да кажам 80% од болката во рамото која се очинува, тоа се проблеми со тетивата или воспаление на тетивите. Зашто викам тетивите? Затоа што тоа се неколку тетиви кои што го ротираат и кои што го движат рамото и 2 до 3 кои што се почести или најчести кога воспалуваат, кога се воспалени и кога даваат болка во рамото. Значи, тетивниот проблем, потоа се проблеми во тие бурси, така наречени бурси, тоа се мали слузни кесички кои се наоѓаат помеѓу тетивите и не дозволуваат триење на тетивите при сите наши движења секојдневни и честото нивно воспалување се нарекува бурсит и дава едно такво вкочанување на рамото, една таква болка која што е многу буквално е онеспособувачка и лимитирачка во моментот и го закочува зглобот кога ќе се воспали таа бурса. Понатаму структурите во самата раскавица, тоа се веќе дегенеративни промени поврзани со возраста, и самата раскавица која се троши, која се на некој начин се со самата наша возраст дегенерира или се изветвува, како да го кажам, некако народски да не разберат, и кога таа раскавица е проблем и извор на болка, и тогаш за сите овие причини различен е пристапот. Значи, тоа се едни од најчестите причини. Секоја поединечно различно се манифестира, предпоставувам. Во самата капсула на зглобот. Зглобот е еден, како да речам, обвиткан со капсула, и таа капсула кога ќе се воспали, тој капсулит, ние така го кажуваме, настанува смрзнато рамо. Она што зборувавме на почетокот, аларм до сите пациенти, секоја болка да не се запоставува, затоа што секое поминување ќе ми помине и месеците и времето поминува, оди кон смрзнато рамо, и самата тоа диагноза е прилично тешка, затоа што буквално рамото, самиот збор кажува, нема никакви движења во рамото, е како замрзнато рамо. Ама треба многу долго време да помине, така, за да дојде до таа. За да смрзнато рамо. Дали некои се во поголем ризик со други некои хронични заболувања за да дојде до ваква појава со рамото? Диабет, пациенти кои што се жените во менопауза, пациенти кои што имаат и проблеми со штитната жлеза, значи со тироидните хормони, обично се склони, меѓутоа не е значи дека ќе настане кај нив, него чисто да се има во предвид дека овие пациенти имаат поголем ризик кога ќе се јави болката во рамо да се санира навремено. Тоа е едно. И имаме гледач. Само да кажеме дека тоа се буквално најголемиот дел од причините. Секако останува повреда на рамото, тоа е веќе траума која бара хитно интервенирање кај лекар. Да секако тука се други кои состојби смисол на скршеници во рамото чисто имаме. Еден исто така мал процент или излегување од лежиштето. Луксација на рамото или поместување и исчешување од местото на зглобот. Така да го слушнеме гледачот. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Вака, имам повреда на рамото странично, кој внатрешно се откачува некогаш и пак се прикачува, ама работам, а коската сигурно е повредена од повреда, многу јаки повреди, да не речем од железни шипки. Да. И тоа за лечување нема лек. Да не се лажеме преку телевизија, ја пробав 300 лекови, нема лажење. Коската е повредена и не можеш да ја санираш, докторке. Пријатно и убав ден. Во ред, ви благодариме. Благодариме, да, значи кога настанува сериозни повреди, кога има ова е веќе нешто друго, кога многу е битна возраста на пациентот, во која возраст е повредата настаната и што е направено веднаш по повредата. Кај помладите пациенти веднаш се препорачува индикација за операција е повреда ваков тип тешка траума. А додека кој е повозрасен, тогаш се одиме по конзервативен пристап, значи постојат поинакви методи и
третманот на рамото е една долга и рехабилитацијата кај овие таков тип на повреди е една навистина макотрпна и предизвикувачка. Дали гледачот рече дека често му излегува рамото Да, од лежиштето, сакав така да го прашам, разбрав и го сватив. И рече дека за тоа нема решение и лек, Да, меѓутоа колку што јас се сеќавам од едно гостување на хирург ортопед, спомена дека ако се остава проблемот подолго време, вештачко рамо ќе се стави, вештачко рамо ќе заврши, меѓутоа кај луксациите, јас би сакала и да алармирам, значи порано беше дури 3 луксации, значи 3 пати кога ќе излезе рамото од својот зглоб да се направи интервенција, сега веќе тој дури во европските препораки се до 2 пати. Значи не се чека 6 луксации да прави, затоа што при секоја таква луксација настанува повреда на меките структури и се полошо затоа што тоа се ткива околу тетиви, поголемо крварење, потешко заздравување и секоја таква нова повреда и постојана повреда дава се полоша прогноза. Решение и овде мора решение да има, така, ако е оперативниот запад единственото, тогаш би требало да се направи. Само од типот на интервенција ќе одреди травматолог, хирург, Така, да. Овие причини, нели, кои што ги споменавме за најчестите проблематики, може само кратко поединечно за секоја од нив. Ротаторна манжетна, така, синдром на ротаторна манжетна, често пати ја слушаме. Така, Тоа е синдромот, тоа што го кажав, ротаторна манжетна, тоа се 4 тетиви кои што го ротираат рамото, го движат и кои што се најчесто предизвикувачи на болката, тоест најчесто се склони за повреди, за воспалување, за таложење на калцификати во истите и тој синдром на ротаторна манжетна е еден така голем чадор синдром кој што опфаќа повеќе различни видови диагнози. Најбитно од се во се ова е да се постави точна диагноза која тетива е воспалена, што се случило, дали има делумно кинење на влакната во самата тетива, значи имаме парцијална руптура на тетивата. Ако е тотална, повторно одиме во посериозни повреди, каде што веќе бара интервенција. Целосна руптура или кинење, прекин на влакната на тетивата, значи дека мора да се направи хируршка интервенција. Но парцијалните се лекуваат и како многу добро конзервативно, и како добро оди со физикалната терапија, со таргетирани вежби и слично. Значи, многу е битно точно да се постави која структура е, да речам, извор на болката, доколку тетивите, значи рековме, тие се инфламаторни, тие се воспалени. Значи во една недела, 2 се дава препорака секако кога е болка во рамо, на сите давам апел и јас би сакала ова да остане како порака од нашава емисија за нашите гледачи, секогаш да се одмори рамото, да не се продолжува со тоа што се правело претходно, што го предизвикало, а добро ќе се потсети пациентот со еден таргетиран разговор кај лекарот, точно ќе се потсети кое движење ја предизвикало болката или може би лоша положба при спиење. Меѓутоа, јас имам и пациенти каде што да работиме на тоа да се одвикнат од спиење на одредени положби, кои што ќе доведат до проблеми дали со половината, дали со рамото, па правиме се напор заеднички да се намали тоа движење што е, да речеме, што е предизвикало болката. Понатаму, бурситот бара секако одмор и бара ладно, не бара веднаш физикална. Ако на тоа се стави воспаление физикална, ќе биде уште поголем проблемот. Значи, точно одредување што во кој даден момент ќе се диагностицира, тогаш и правилно и ќе се лекува. Бурситот е едно воспалување на таа кесичка која што не дозволува триење и тоа е болно. Бара да се стави ладна облога, чисто пати бара интервенција да се инфилтрира еден лек кој што се става за да се смири тоа воспаление и е многу успешно. И бара одмор недела до 2. Понатаму ако е остеартрит или она што е тоа е во поново време диагноза, порано беше артроза. Артроза е трошење на раскавицата. Остеоартритот е поврзан со возраст, поврзан со професијата, луѓе кои што постојано имаат повторувани движења и кои што таа раскавица со тек на време и секоја раскавица во склобот е никогаш и кревањето тежок товар, така професијата едноставно го бара тоа се. Луѓе што работат на земјоделие, луѓе што креваат во магазини и слично. Потоа имаме професии како фризерки, заболекари и слично, кои што цело време им е раката во особено
нели во неправилно, некоја неправилна или несиметрично. неприродна положба постојано така, цел која ден. предизвикува едно трошење со Страдаат годините многу, на професијата, затоа е многу битно заштита при професијата, одредени професии да се заштитат за да може долго Да и превенират квалитетно. или да не се појави болката многу рано. Ете така. Да. И тоа се ете така, и на крајот доаѓа смрзнатото рамо како една потешка дијагноза која што знае да трае од месеци до години, до 2 години дури може да трае, кога веќе на крајот прекинува болка. Пациентот нема болка во тие моменти, значи има само лимитирани движења, буквално не може да го помести рамото, не може да докачи нешто, не може да се функционира во секојдневието или функционира но лимитирано. Нема болка, но рамото не е во функција и тоа води кон еден намален квалитет на живот. Така да се тоа некои состојби кои што бараат лекар и бараат навремено дијагностицирање. Така, за потоа и соодветен третман да се има, односно и примената на физикалната терапија, за која ќе зборуваме веднаш по јавувањето на следниот гледач. Ве слушаме и вас, повелете. Ќе ве молам едно прашање. Добро Ствари, утро, една молба повелете. за вас. Да, повелете. Кога зборите двете не можеме ништо да ве разбереме. Исчекувајте се едната, нека се докаже, па другата нека каже. Знаете, у исто време кога зборите ништо не се разбира. Право сте. Добро, повелете кој е вашето прашање? Нема прашање, тоа замерка само. Добро, благодарам. Добро. Утрово гледачите очигледно не ни се многу расположени, може би и заради времето надвор, променливо, врнежливо. Старењето како влие на рамото, на рамениот склоп и кои се тие дегенеративни промени кои што се очекувани, а кои што повторно, доколку преземеме нешто, би можеле да ги санираме? Дегенерацијата е проблем на возраста, не е проблем, тоа е еден нормален процес кој што сите не може да не избегне, затоа што самата дегенерација, која ќе се каже, пошто е многу користен збор, значи истрошување, значи поврзано обично е поврзано со возраста, иако јас имам случаи кај помлади пациенти кои што имаат дегенеративни промени, затоа што е она што го спомнавме, професијата или нешто го троши тој зглоб побрзо од другиот. Така да самата дегенерација е процес што оди споро. Значи прво почнува со малку, па може да се залечи, па потоа повторно се воспалува, тоа се епизоди. И треба да се што треба. Во тој момент најбитно е кога е во момент на акутна епизода, повторно да се одмори зглобот. Меѓутоа тоа одмор не значи дека не треба ништо да се направи после недела ден или постојано да се одмара, него значи дека треба да се почне. Тоа е малце едно со друго контрадикторно, меѓутоа има благи вежби кои што може да се направат за да се одржи мускулатурата на рамото, на рамнените структури околу, меѓутоа да не се оптовари. Тоа се лесни вежби кои што мора да бидат дадени од професионалец за да може точно да направат тоа што треба, а да не го оптоварат. Така и со дегенеративните промени. Бараат постојано вежбање и на тоа ќе го нагласуваме на сите овие промени дека вежбите се неизмерен дел од нашиот живот за сите наши зглобни промени и дегенерации. И секое утро кога ќе се раздвижи тој зглоб, многу подобро ќе функционира кај дегенеративните промени. Друго е кога е воспалителна природа и кога е во моментот акутно и болно, не може да се, тогаш и треба да се помирува. Меѓутоа, тоа е одреден период и подоцна продолжуваме со вежбите. Значи, редовни физикални третмани, редовно следење од лекар и навистина јас можам да се пофалам дека во нашата ординација многу успешно се лекува и дегенеративните промени не може да се излекуваат, него успешно ги одржуваме кај повозрастните. Да ја стопираме прогресијата. Така, да се стопира прогресијата, да се намали полоша прогноза, него да се направи подобар квалитет на животот, затоа што рамото е навистина присутно во нашите секојдневни активности. Да. Зошто се создаваат калцификати во рамото? Сме Калцификатите, имали цела тема, нели, за шок-вейв терапијата како третман на оваа состојба. Калцификатите се одбрана на нашиот организам. Тоа се депозити на калциум карбонат кои што се таложат во самите тетиви, во зглобните површини и структури околу на места кои што нормално не би требало да ги има, но тие се наша одбрана. И кога почнуваат да се создаваат, тоа е нормален еден процес што малтене нема кај кого нема да се создадат, затоа што
секојдневниот и помобилен зглоб на рамото и секојдневното користење, нашиот организам ги создава, значи ги пласти и ги топи. Не, значи, тој процес трае можеби поспоро, меѓутоа што значи? Ние сега треба да работиме, ако почнува да боли, треба да се поднамали тоа движење кое што ги предизвикало. Ги предизвикува обично многу повторувани движења кои што се да речам повторувачки и интензивни и долготрајни во таа положба. Имам јас, да речеме, домаќинки кои чистат со едната рака континуирано. Ако 3 сата нешто дала поголем напор и слично, утре денте има болка. Мора веднаш да се одмори рамото, да не се продолжува со активноста и ако тоа трае така со години одредени движења, баш кај што ги спомнавме фризерки или слично, тогаш таа мускулатура, тие структури со тек на време се бранат и создаваат такви депозити да на некој начин во организмот природно се таложат за да може да го ограничат тоа движење, да го намалат воспалението. Тоа е одбранбен механизам на телото. Тоа е како лузна кога ќе се исечете и телото прави лузна да ја затвори раната, да речеме, за да може да продолжи да се регенерира, да функционира и слично. Тоа лузна е таму во тетивите. А таа болка интензивна е? Се јавува повремено или може пак да биде во и повремена, но кога веќе зголемува, тогаш и се јавуваат кај нас кога е многу интензивна. Не се јавува ретко кога имаме луѓе со помала болка што ќе се јават. Нормално, прво пробува аналгетик да си земе некој дома во домашни услови и слично. Меѓутоа најчесто почнува помалку, меѓутоа подоцна и се зголемува во интензитетот. Убаво би било кога е помала болката да се превенира, да се стопира, да му се кажат одредени насоки на пациентот, затоа што сметам дека навистина никој кој ќе дојде тек на лекар, пациентите тогаш се свесни да и тогаш ќе го поврзат со одредено што е направено, што правил, што не треба да прави и слично, и тие совети се најбитни за да се стопира. Така. Ние се ќе направиме можеби супер, ама ако продолжи дома да го прави истото тоа, ние ете така не сме ја завршиле нашата улога. Така. Значи не е само повредата на зглобот на рамото или на рамото причина за овие сите состојби кои што ги набројавме, бидејќи знаеме да речем одеднаш ми се јави болката во рамо, не сум го повредила или сум го повредила некогаш стара повреда занемарена која што не била толку сериозна. Може да е стара. Може и тоа последици понатаму да предизвика? Така, да, може и да е стара повреда, може да е исто така наеднаш болка ненадејна која се јавува и таа често ја поврзуваме со една лоша положба во сон, значи тетивите кои биле обтегнати цела ноќ и лошо спиење и долготрајна положба, особено на исто луѓе кои што работат канцелариска работа, компјутерска работа, па таа долготрајна неправилна некоја положба често пати е поврзана. Луѓе кои што се, да речеме, шофери, имам многу кои што се дали со отворен прозор, дали со самите движења кои ги прават, така да тоа се одредени професии кои што и некои моменти кои што ќе ги предизвикаат и тие тогаш е најбитно да се јават на лекар. Така, иако ја знаеме причината, така ќе се знае и како соодветно да се третира. Следува уште еден блок реклами, па продолжуваме понатаму, останете со нас до самиот крај. Со разговорот во студиото секогаш велиме дека добре дојде не секој совет, бидејќи никогаш не знаеме сами во каква состојба или ситуација, па дури јас го искористив моментот пред емисија да си прашам за тој мој мал проблем, кога веќе ќе дојдеме и ќе се обратиме на физијатар или ортопед, така без разлика, ако почувствуваме каква и да е болка. Како оди самиот преглед, од што се почнува и кои се процедурите и постапките за да се дојде до дијагнозата? Так, прегледот започнува со еден разговор, да се прво види што е проблемот, што е маката, колку време е маката, колку време го боли рамото или ја боли, не е битно. И виднаш потоа се започнува со тестови специализирани, кои што секој лекар, само лекарот може да ги знае за таргетирано да открие она што го зборувавме, која од овие структури е во прашање и предизвикувач на болката. Така да тие се специализирани тестови и кога ќе се открие дел, например, започнуваме прегледот и веќе имаме идеја што и на каде ќе се движи
што предизвикува болка или барем се насеитува некоја структура, потоа јас преминувам со ултразвук обавезно преглед на рамото, затоа што ултразвукот е една неагресивна метода која што е брза и навистина имам слика на меките структури на рамото и понатаму, ако тоа не ми заврши доволно, значи зборувам во голем дел, 80% од случаевите ми ја завршува диагнозата затоа што ехото е навистина и по сите европски водачи е број 1 во делот на неинвазивна диагностика и кај рамото, а понатаму доколку во одредени моменти има потреба или индикација, тогаш се преминува и на рентген снимка, нативна рентгенграфија, значи магнетна резонанца, одиме понатаму доколку имало повреда, посериозни промени и слично структурни. Компјутерска томографија, се тоа веќе поинвазивни методи, поскапи, поинвазивни и методи кои што се мора да ги назначи лекарот, не е само да се направат затоа што да имаме идеја што бараме во промените, што ни е потребно и зошто магнет, а не компјутер или обратно. Така да тоа се најчести како тече прегледот со поставување на диагнозата, кога ние веќе знаеме за што се работи, тогаш пристапуваме кон третманот. Тоа различни нели модалитети на третман, а само сакав да прашам, дали некогаш болката може да потекнува од вратот, да чувствуваме во рамото? Тоа е многу убаво прашање, затоа што многу често оди заедно заради самата локација, поставеноста на структурата на рамото во близина на вратот и мускулатурата е поврзана. Не се они посебни делови, така да многу често имаме практично кога има болка во рамо, има болка и во вратот. Многу често се заедно, но тука е сепак умешноста на лекарот да направи дистинкција дали се работи за болка од вратот и која потекнува од вратот, па сите промени долж раката, зашто често пати, можеби не спомнавме во симптомите, често пати може да прогредира во горниот дел над лактицата, да прогредира болката од рамото, но може да биде и од вратот. Тука треба добро да се направи разлика и добро тестирање за да се направи добра диагноза, но не е ретка состојбата да заедно ги лекуваме. Значи јас можам да кажам од 10 пациенти дека 7-8 ги лекувам заедно со вратот скоро сите, затоа што често пати е поврзана болката, не може со друга. Да, и локацијски и секако и многу е подобра третманот и прогнозата кога заедно се лекуваат. Да. Бидејќи ако е поединечно, па другиот проблем ќе остане повторно да го. Но исто така може и да биде извор вратот, чисто вратот, рамото да се е во ред и кога ќе направиме тестовите, кога ќе видиме дека рамото е уредно, сите тестови што се за рамо, на ултразвук се е уредно и јас само сакам тука да го кажам дека моментот не секој калцификат, апропо на што го зборувавме, не секој шилец народно познато, значи дека има промена и дека има болка и дека е извор на нешто. Затоа што и на другото рамо често пати за да го кога разговарам со мојот пациент, ја ставам сондата и на другото рамо да му покажам дека и тука ќе има калцификат сигурно. Калцификатите во принцип не се симптоматски, не даваат промени, тие се создаваат, се брани организмот и се топат. Не даваат често причина за болка. Може да бидат дополнување кога одредено нешто сме го провоцирале, па калцификатот дава промени, но во принцип тие се нормален дел од зглобот и со тек на годините, со тек на работата и со се. И не секој шилец одма, нели пациентот се вознемирува кога ќе слушне имам шилец, леле како ли тоа сега ќе биде, не значи ништо. И во другото рамо викам имате шилец, па не е ништо не ве боли. Да, така е. И така да сакам да кажам дека точното диагностицирање и се што ќе се види и се што ќе се одреди да го одреди лекарот. Да. Каква е улогата и важноста на физикалната терапија? Со што се почнува, како се применува, кога инекции, какви инекции, кога ќе дојде моментот до операција, тоа е веќе сосема, нели, друга приказна. Физикалната терапија има навистина многу голема улога во лекувањето на болката во рамо за сите овие проблеми што ги кажавме од
дегенеративните, до повреди на тетивите, до повреда на рскавицата, кај повредите исто на рамото, каде што има и фрактурите, и луксациите, значи исчашување на рамото. Да. Сите тие се диагнози кои што се извор на болка. Болка во рамо е една голем поим. И физикалната терапија навистина има многу голема улога и многу се позитивни резултатите. Јас сум навистина и после нашата ординација постои полни 21 година, 22 веќе газиме, така да и покрај 20 години јас секогаш се изненадувам колку е убав ефектот од физикалната терапија. Физикалната не вклучува само струи, не вклучува само вежби. Значи имаме толку многу сега во поново време, како модерно време е модерна и технологија, и навистина имаме многу различни алатки. Така да и според диагнозите и третманот. Од шоквейв терапијата, значи терапија со ударни бранови, до лазерска терапија, до класичните електротерапии, до ултразвучна терапија. Имаме исто така различни видови магнет терапии. Се тоа навистина терапии кои што се многу добри, но треба да се знае каде и кога да се аплицираат. Кога е поакутна фаза, што се дава, кога е поминато одредено време, што се дава. И секогаш е тоа хронизано со вежбите и тие треба да се таргетирани. Затоа што ако е едно рамо исчашано, има одредени движења кои што не смее да ги прави пациентот и ние сме тие кои што сме должни да го едуцираме. И исто така, одредени можеби и совети во однос на исхраната, во однос на одредени суплементи, D-витамин, калциум и слично. Сето тоа поврзано заедно со ако се работи за женски пол, менопауза и што проценка на состојбата на коските, дали се работи плюс за остеопороза. Сето тоа заедно е една голема слика која што ни помага се подобар да биде резултатот во лекувањето. Да. И секако на крај, да речеме луѓето до околу 55 и 60 години би сакала да го кажам и поновиот третман, тоа е еден револуционерен третман, тоа е PRP терапија, биолошка терапија. Јас го работам веќе повеќе од 3 години во мојата ординација и има регенеративна улога. Зашто кажав ги ограничив и тука имаме малце лимитирање затоа што тоа е терапија која што се аплицира до кај 55 максимум 60 години, но не значи сум имала и пациенти и малце повозрасни и многу успешни. За да биде постигнат максималниот ефект. За да биде максималниот ефект, кај помладите, да речам, е регенерацијата многу поуспешна е методата. Кај другиот вид, каде што е повозрасни, тука имаме други видови методи и навистина се успешни, кога навистина ќе се посветиш и ќе го направиш правиот избор на терапија. Така, на самиот крај сме, само да прашам, ако велиме грешки кои што ги правиме како пациенти, еве кога станува збор конкретно за болката во рамото, значи ли тоа дека пробуваме во секој момент првично да си ја смириме болката, не одиме навреме да направиме преглед, правиме некои движења кои дополнително ни ја влошуваат состојбата? Сакате што да би не кажете посоветувале? Некој совет. Убаво е тоа прашање затоа што наречаме кога е во најболниот момент. Нека се земе аналгетик што си го земаат пациентите или што го имаат, ако го немаат. Тогаш ќе се јават, ќе прашаат за кој, меѓутоа еве да речеме тоа е некоја болка која што ќе почекаме од една недела да се одмори, најбитно е рамото, во една неутрална положба. Значи, кога ќе се легне, да биде, ако е можно, по можност да биде на грб, спиењето, или на рамото кое што не е болно. Болното рамо да биде од озгора, ако е да речеме левото да спи, болно, на десна страна да спие, и со едно мало перниче да се амортизира, да се, да речем, изедначи таа положба, да му олесни на рамото, да не го нагмечува, да не го притиска делот каде што е рамениот зглоб, и да се ограничат движењата барем неколку дена. Но тоа не значи дека треба да се проложи. После една недела, рамото треба веќе нешто да почнува да дава знаци, дека се намалува. Ако болката се влошува, ако чувствуваат слабост во раката, ако чувствуваат ограничување во движењето и се зголемува, апсолутно е знак за лекар. Така да тоа се во првите моменти одмор, ладна облога, буквално ладна. Облогите? Облогите да бидат ладни, значи препорачувам
или некое мрашче од замрзнувач, значи во крпа да се држи блага, дури масажичка каде што ќе се олади местото за да се смири тоа воспаление кое топло, кога е воспалено, се става ладно, да не става топло, па ставаат топли тушеви и така натаму, и лепенки топли редат пациентите, така да за почеток само ладна облага, а потоа ако видиме неколку дена, тоа треба да биде неколку дена. Нека биде рок од 5 до 7 дена и потоа ако таа болка се смирува, веќе сме на добар пат. Ако не, веќе патот се знае, мора да се јави кај лекар. Така, ви благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Ви посакувам убав и пријатен ден.